Интензивна подготовка од утро до мрак последните седмици пред големиот струмички карневал. Од деца до баби и пријатели, сите имаат своја улога во подготвувањето на маските. Наставничката Сонја Цицимова од основното училиште Видое Подгорец од Струмица се чини дека е во голема брзаница деновиве, затоа што подготвува 2 карневалски маски со кои ќе настапи на големото дефиле во сабота и на детскиот карневал во недела. Ние лани учествувавме со 2 маски и на детскиот карневал со одделението на кое сега сум учителка и како бивша учителка со претходното одделение. Но лани беше малку порелаксирано, бидејќи една од маските за поголемите, за големиот карневал, веќе беше подготвена. Попречени од пандемијата, нели, не бевме учесници, бидејќи немаше карневал. Лани веќе бевме спремни и со кореографија и со маска, така да ми беше само со сегашното одделение. Оваа година морам да ви кажам дека и за мене лично беше навистина еден голем предизвик да се најдам во ситуација кога паралелно треба да организирам од до сосема 2 различни проекти со различна возраст во 2 различни смени. Значи, зад сите тие активности како поединец, како сам човек не може да биде организиран. Треба само една добра организација и поддршка од родителите кои и во едната и во другата маска, значи максимално се дадоа себе. Немаме просторни услови, значи и тоа не беше проблем. Се собираат по дома, кој кога може, кога е слободен, па заедно со работата тоа доаѓа како еден вид забава да се дружат родителите. И во една баш онака пријатна атмосфера. Не велам лесна, не велам релаксирана, но кога се дружиме и кога се поддржуваме едни со други, дури и проблемите кои секогаш ги има, некако лесно ги надминуваме и доаѓаме до целта. Со трето од деленците на кои им предава има весела детска маска. Костимите веќе се поделени, а ги изработуваа вредните родители со помош на некоја баба, пријателка, па дури и некои од децата помагаа во изработката на деталите. Кога станува збор за струмичкиот карневал, значи таа традиција, колку и да не може да се, нели тоа да се направи, се наоѓаат сили, материјали и од невозможното се прави нешто многу возможно. Значи материјалите се наоѓаат, ги има насекаде, и има и пониски цени сега во ова тешко време, ама сепак со поддршката од сите родители, помош од родителите имавме, значи работилници по дома, не користевме ниту надворешни членови, значи се е сработено од родителите и се тоа заедно излезе тоа што излезе. Сонја не се разделува и од поранешното одделение, кое е веќе 8 одделение. Со нив секоја година изработува нова маска, а таму во карневалската група учествуваат и родителите. Секако, ако го сакаш карнавалот, во било која улога ќе влезеш, така исто и со децата. Тие неколку години се нели различни маски, беа пчелките беше последна маска, со неа имаше најголем успех и најмногу настапи. Ги гледаме деталите, шарените материјали, но карневалскиот кодекс налага криење на маската. Па така не знаеме како ќе изгледаат малите карневалчии. Останува да се посети карневалското представување и да ги препознаеме малите креативци.